Сега следува студискиот дел, како што најавив на почетокот на емисијата, ќе зборуваме за една програма од Еразмус Плюс, националната агенција. До мене е Ана Михајлов, директорката на оваа национална агенција. Директорка, ви благодарам што ја прифативте мојата покана и што сте денеска моја гостинка. Со вас заедно се и Кристијан Лазарев од Националниот сојуз на слепи, како и Филип Величковски, ученик од Раде Јовчевски Корчагин. Момци, ви благодарам и вие што имавте можност, односно што прифативте мојата покана, да имаме можност да разговараме за оваа една многу јака тема која што треба да влезе во сите институции, која што треба да даде поддршка на луѓето на кои што најмногу им е потребно. Благодариме на поканата, честа е обострана, верувам. Така, ајде да видиме, да кажеме на јавноста зашто е повикав директорка. Ќе почнеме со вас, раскажување на приказни надвор од видот. Тоа е проект кој што државата застана позади него преку агенцијата која што вие ја раководите. Што значи овој настав, што значи овој проект? Така, најпред ви благодарам за поканата. Добро утро на сите гледачи. Навистина ми е чест и задоволство што, како што кажавте, можеме да поразговараме за ваква тема. Она што да се подигне и свеста, да се даде акцент на луѓето на кои што... Заради тоа и овој пат една успешна приказна донесовме дека во вашето студио, која што е финансирана преку програмата Еразмус Плюс, односно тоа е европска програма која што го поддржува образованието, обуката, младите и спортот. Добро. Националната агенција ја го финансираше, да кажем, овој проект, односно надвршните експерти го препозна значењето на овој проект, бидејќи, како што знаете, најголем хоризонтален приоритет на Европската комисија е инклузијата, односно се поддржуваат лицата со посебни потреби. Таков е овој проект. Она што ќе ви го раскажат соговорниците, ќе им оставам простор повеќе да раскажуваат за проектот, зошто е успешен и зошто е значаен за нив, но тоа е значаен исто така и за нашата држава, односно ја подигнуваме свеста за тоа колку се важни овие лица со посебни потреби, со помалку можности, без разлика за кој дел се работи, за нашата држава, за да ја подигнеме свеста, да ги отвориме хоризонтите и да знаеме и да препознаеме дека тие се дел од нас и дека тие рамноправно треба да учествуваат во сите општествени действија кои што ги имаме. Така, нека биде ова една увертира за разговорот. Кристијан Лазарев, кој што доаѓа од Националниот сојуз на слепи, кога се каже проектот раскажување на приказни надвор од видот, веднаш се прави една поинаква слика од она што всушност го прикажува проектот, за она што и разговаравме пред да бидат вклучени камерите. Ајде конкретно да ни откриете за што станува збор. Конкретно за самиот проект, тој се случи пред повеќе од една година и беше партнерство помеѓу нашиот сојуз за слепи и една организација од Грција. Идејата за овој проект произлезе од тоа што секретарот на Сојузот Глигорчо Самарџиски беше на остварување, создавање нови партнерства во Србија, во Белград. Таму се имаше сретнато со дечкото од Грција, заеднички дошле до оваа идеја и потоа аплициравме, ние како координатор на проектот до Националната агенција се одобри и го спроведувавме. Во него имаше неколку активности и главната цел беше една многу популарна игра на Запад за социализација, да ја адаптираме и да ја донесеме кај нас во нашата држава, со тоа лицата со ошетен вид да може да се социализираат полесно, бидејќи знаете дека кај нас тоа оди многу потешко, можностите за социализација се многу ниски и ни беше многу драго како сојуз дека токму овој проект беше препознаен од Националната агенција, од евалуаторите на вакви проекти, затоа што самата социализација е важна за нас. Како се социализираме преку овој проект конкретно? Самиот метод на раскажување приказни не е раскажување на лични приказни, тоа како ние го живееме животот, туку раскажување на едни замислени приказни, измислени приказни во кои што има многу фантазија, многу нереалност. Затоа нашите учесници на овие работилници кои што се случуваа на крај на проектот
да искусат малку нешто поинакво, нешто од надвор од она што може само да се види со сетилото за вид, туку да премине во на имагинација. Затоа се вика надвор од видот, надвор од она што може да се види со сетилото за вид. Така што насловот е малку символичен. Една од активностите беше да се произведат 5 кампањи, тие се во оваа книга. Втората од активностите беше да се прилагоди раскажувањето или начинот на нарација за слепи. Ќе ви демонстрира Филип како ние го прилагодивме, бидејќи има вакви коцки во таа игра, кои што се малце поразлични од обичните, овие се со 20 страни. Во самата игра има коцки што се со 12 страни, коцки со 6, со 3. И секое од фрлањето на коцките има различна улога во самата игра. Сесиите траат најмалку од саат и половина, понекогаш траат и по 1, 2, 3 дена. Зависи колку ќе сакаат да играат луѓето, и на запад ова е нешто многу модерно. Околу 50 милиони луѓе го играат во над 130 земји во светот. Значи не е нешто што ние го измисливме, туку ние го зедовме и го адаптиравме за да биде соодветно на учествување на лица со оштетен вид. Додека во Македонија тоа го прават и лица што се со без оштетен вид, и популарни неколку кафичи во Скопје каде што го играат. Тоа видиме со Филип. Филип реков дека е ученик во Корчагин. Филип, што можеш ти да ни кажеш за овие игри? Ќе го спомна дека ќе ви објаснам за коцките, и бидејќи како што мислам дека видовте, коцките се многу мали. Тешко е да се напише браво писмо на нив за да се одреди бројката. Затоа ние користиме телефон и има многу апликации кои што симулираат коцки. Јас имам една инсталирана и вака работи. Ево го телефонот. Ние користиме говорен програм за да го користиме телефонот. Како што може да видите, се движам и се слуша програмот. Сега, оваа апликација има многу коцки. Имаме, например, коцка со 2 страни, коцка со 3 страни, со 4, со 6, со 10, со 20, со 100. И така натаму. И сега, ако, например, сакам да фрлам 20, притискам на тоа и коцката е фрлена. Еве, например, тројче се гледа. Можем, например, сега 100, 68. И вака ние фрламе коцки. Како што реков, не можеме да ги користиме обичните, така, па користиме телефон. Полесно е, бидејќи не треба други да фрлаат за нас. И отприлика тоа. Добро, ќе се вратиме и на приказните и на играта, тоа како се случува. Каква порака, односно, испраќа овој проект директорот? Апсолутно. Пораката која што испраќа овој проект е дека сите сме еднакви, сите можеме да учествуваме подеднакво во општествените активности, општествените промени, така натака треба да ја подигнеме свеста дека овие лица со посебни потреби се многу значајни во општеството, дека може да функционираат и да бидат прилагодливи во сите активности. Како што знаете, преку Националната агенција, односно имаме многу, како што кажаве, хоризонталниот приоритет на Европската комисија навистина значаен во однос на овие лица со посебни потреби. Како податок можам да кажам дека од 2021 година до 2025 година од 707 проекти кои што ги финансирала општо Националната агенција, 71 се насочени кон лицата со посебни потреби, односно се финансирани проекти од тој хоризонтален приоритет на Европската комисија. Исто така тоа се веќе 10%, во сите тие проекти имало околу 505 учесници. Значи дека Македонија не е само да кажам да бидат наблюдувачи во целите процеси, туку треба да бидат активисти, односно активно учествуваат во сите општествени активности. Исто така и во сите делови на, да кажам, на владата, во сите приоритети кои што ги има исто така владата, ги учествуваме активно, односно со сите овие податоци активно учествуваме за да ги поддржиме сите овие активности, сите овие лица кои што се со помали можности. Секоја чест. Кристина, сакам околу приказните да поразговараме.
Што е оно што се замислува, што е оно што се раскажува во приказните, кој раскажува, какви се улогите што ги имаат сите оние кои што се дел од оваа приказна. Може такви детали да не кажете? Да, најчесто приказните ги раскажува еден наратор или раскажуваш, на англиски се вика Dungeon Master, кој што ја води играта. Добро. Тој треба да биде искусен и да ја знае целата приказна на памет што е запишена. Додека сите други кои што се вклучени во играта само добиваат еден од ликовите во таа приказна. Например, еден ќе добие волшебник, друг витез, некој трет лик. И сега тој почнува да раскажува приказната со помош на овие коцки и со помош на некои други ќе викаат механички уреди за одлучување, се води приказната и кога ќе се стигне до некој вид на одлука, тогаш се фрлат коцките, значи не постојано. Самите ликови активно учествуваат во приказната, тие не се само слушачи, туку активно учествуваат во приказната, кажуваат што да се случи понатаму, самиот раскажувач, главен наратор, треба да ја донесе приказната до крај. Некогаш се успева да се случи тоа, некогаш не, меѓутоа важна е забавата, важно е дружењето, има многу смеа, има многу убаво расположение, позитивна енергија. Нема никогаш луѓето да отидат во нешто негативно, иако има и она баш возбудливи моменти. На работилниците што ги правевме на самите настани, баш тоа се почувствува. Искрено, за мене ова, јас не сум играч на ваква игра, многу долго време. Проектот прв пат ја донесе во мојот живот оваа игра и сватив дека не мора секојаш да се среќаваме и само договараме нешто што е популарно за нашето општество, туку можеме на некој структуриран начин да се дружиме, да кажуваме работи што се малку фантастични, меѓутоа тоа да не расположи и да не сближи како луѓе. Можам да кажам дека кога го правев мој проект, дел од учесниците беа со ошитен вид и дел не беа. Значи, целта на проектот беше и да има некој вид инклузија од таков тип, значи не само ние да се дружиме како лица со ошитен вид меѓусебно, туку да се сближиме со лица кои што немаат ошитен вид и дури прв пат се среќаваат со слепи луѓе. И за нив почетокот беше малку така страшен, како ли ќе играме, ама верувајте, од третото фрлање на коцката и веќе по 10 минути од раскажувањето, тие целосно се губеа разликите, бариерите се губеа, се внесува во играта и кога ќе се вршеше една сесија од 2 часа да речеме, целосно веќе како да сме се знаеле со години. Така што тоа беше многу убав момент да се доживее и мислам дека ова беше добар почеток. Сега наоѓаме начини како тоа да се продолжи. Филип, можам да кажеш кој ти е омилен лик од оние кои што си играл во делот овие приказни, каде ти било највозбудливо, најинтересно? Немам баш омилен лик, бидејќи најчесто кога играме, јас изборувам како што сега зборувам, не им давам посебни карактеристики на моите ликови. Немам омилена приказна. Добро. Тоа е една приказна каде што јас и уште неколку луѓе се качувавме низ една кула. Приказната беше доста кратка, доста едноставна и ја сакам поради тоа. Едноставна е, лесна е за вампување и е добро вовед во Dungeons and Dragons или D&D, така се вика играва. Добро. И тоа е мојата омилена приказна. Сакам да прашам околу училиштето, околу Крчаген, што се случува во училиштето, како си примен таму, каков ти е односот со учениците, со професорите? Па во училиштето сум добро примен, не сум дискриминиран, што е добро. Браво. Професорите лесно најдува начин како да учам јас и можам да кажам дека не сум многу поназад во образованието. Учам исто што учат и моите соученици. Секоја чест. Приватен сум исто така и од соучениците. И друштво имам. Зборувам често со неколку соученици. Кој ти е најдобар другар? Па, најдобар другар... зборувам... Да не се налути некој тогаш ако да... Да, зборувам со неколку. Немам баш најдобар другар, повеќето ми се добри другари. Користам компјутер доста, подошно цело време. Добро. Книгите ми се на компјутер. И користам компјутер за време на часовите за да фаќам белешки. Ми кажа дека информатиката ти е омилен предмет? Да.
Сакаш да бидеш програмер? Да, сакам да бидам програмер, бидејќи сметам дека програмирање е една од по-добрите работни места за слепи лица овде. И исто така сакам да програмирам бидејќи скоро целиот мој живот користам компјутери и сакам да работам нешто што ќе ми дозволува повеќе да ги користам. Така. Директор, ќе се вратиме кај вас околу приоритетите на Националната агенција кога станува збор поддршката на ранливите категории. Кои се приоритетите или има ли такво нешто? Така е, значи хоризонталните приоритети освен инклузијата, исто така и зелената агенда, дигиталната трансформација, подучество на младите во креирање на политиките. Тоа се оние проекти кои што се најмногубројни во Националната агенција. Националната агенција оваа година има буџет од 8,2 милиони евра, што навистина е импозантно, да кажам, ќе поддржи доста проекти, очекуваме повеќе проекти од минатата година заради тоа што имаме поголем буџет, имаме повеќе можности. Во тек е евалуацијата, квалитативната евалуација од надворешните експерти на проектите, што очекувам дека до средината на летото ќе имаме веќе првични резултати, односно ќе издадеме решение на грант. Она што можам да го кажеме дека имаме навистина силна поддршка од делегацијата на Европската унија, од Министерството за образование и наука, како што кажа, дека се вклучени, да кажам, треба и нивната помош, бидејќи ги вклучуваат ваквите лица и во образовните наставни програми кои што ги има, тоа ни е многу важно исто така, бидејќи ние како подржувачи од страна на како делегирани активности или пари кои што ги имаме од страна на Европската комисија, сепак треба нели националните приоритети да бидат тука важни. Тоа е веќе топ приоритет и мислам дека целата оваа поддршка која што ја имаме и од делегацијата и од Министерството за образование и наука ни е навистина значајна да можеме нели да ги промовираме овие активности, не само да ги чуваме, да кажам за себе или на одреден да се реализираат само во централното градско подрачје, сакаме да ги опфатиме сите оние помали места кои што се, за да може да се охрабрат сите оние кои што не учествувале воопшто во програмата, бидејќи оние, да кажам, нови учесници во програмата не стои исто така приоритети многу важни заради тоа што од 2028 година се одвојуваат од страна на Европската комисија повеќе од 40 милиарди евра за цела Европа за овие проекти. Поголем колач. Така е, се надевам дека Македонија ќе биде онако што ќе добие поголеми средства и поголем корис, затоа и напорно работиме, ги подобруваме процесите за да можеме да добиеме повеќе средства, за да можеме да им ги прошириме хоризонтите на младите луѓе, на оние луѓе кои што сакаат да учествуваат, сакаат да патуваат, сакаат да се надоградуваат, да го надградуваат своето портфолио и така натака. Во однос на другите да кажам приоритети кои што на програмата ги или придобивките кои што ги има од програмата, можам слободно да кажам дека оние луѓе кои што се вратиле после Еразмус мобилност секогаш се самите кажуваат дека се чувствуваат различно, односно им се отвориле, како што кажав, хоризонтите, дека и професионално и лично се поразвиени и им се збогатува нивното портфолио за да може да бидат конкурентни на пазарот на труд, без разлика дали се работи за лица со посебни потреби или пак млади луѓе кои што учествувале во програмата, студенти, дури на професорите се надоградуваат и воведуваат нови техники на учење на самите студенти, на самите ученици и така натаму. Значи програмата е навистина убава, позитивна, секој кој што сака има можност би сакала да се вклучи во програмата бидејќи оние повици кои што ги објавуваме постојано и кои што се сите рокови се исти во секаде во Европа, многу ни е важно да ги следат на нашата веб страна, да не следат, често објавуваме сите новости кои што ги имаме. Ова, како што напомена гостите, е една успешна приказна во однос на тоа, бидејќи многу ми беше важно, бидејќи на контакт семинарот на кој што беше ученикот беше преку Националната агенција и тука ги запозна своите партнери во странство, така да имаме многу повици за контакт семинари кои што може да учествуваат за да се најдат можности. Така, да се најдат соодветни партнери на одредена тематика од друга држава. Постои ли зголемен интерес за вакви проекти или колку државата помага да има повеќе проекти во однос на, не знам, инклузијата, социјалната кохезија и слично? Да, во стратегиите. Бидејќи се зголемуваат сврствата од Европа, како што повеќе да искористиме? Така, во стратегиите активно учествуваме како Национална агенција, односно навистина ни е важно, посебно се дава фокус, како што знаете и нели се чувствува на младите луѓе и на овие, да кажам, личности со посебни потреби или со помалку можности, оние кои што немаат можност да се образуваат или пак да одат во странство со своји сопствени средства.
Така да се повеќе и повеќе се дига гласот и се будат во однос на тие активности. Исто така стратегиите кои што ги има владата, ние пак ќе повторам дека повторно со податоци активно учествуваме и мислам се надевам и знаеме дека нема тука да остане сето тоа, дека овие проекти, затоа и денеска одбравме оваа тема за да можеме овие проекти да го подигнат гласот, за да можат сите оние кои што, да кажам, имаат некаков скептицизам дека не можат да учествуваат на ваков тип на програма, да се охрабрат и да учествуваат. Сакам да прашам околу образованието и инклузијата на слепите лица. Лицата со општетен вид, прашањето ми е до Кристијан. Каква е моменталната состојба? Па јас би го одговорил тоа само да се надоврзам на директорката, бидејќи за мене е значено да го споменам во овој момент, е тоа што овој проект е само една капка во морето од многуте проекти што се подржуваат за лица со не само ошетен вид, со сите видови попреченост во нашата држава. Јас самиот сум бил на повеќе од 15 младенски размени уште од моите рани тинеџерски години. До сега веќе не знам бројката конкретно на колку младенски размени сум бил на тренинзи, активно во различни земји и дел од тие проекти биле многу совршено организирани и навистина имаат голем импакт врз мене лично. Понатаму моментално сум наставник во училиштето за слепи Димитар Влахов во Кисела Вода, единствено за слепи во Македонија, кој што многу активно веќе 5 и повеќе години спроведува проекти што се однесуваат исто на учениците во училиштето и еве за 3 дена од сега ученици од нашето училиште 9 ќе одат во Полска, пред 2 месеци беа во Турција, минатата година беа исто така надвор од Македонија на проект, значи постојано оваа агенција не поддржува нас како заедници, тоа многу ни е значајно. Искуствата се позитивни, кога ќе се вратат децата од проект, дел од тие деца што учат во нашите училишта не се само со ошетен вид, туку си социјално загрозени средини, семејства, кои што немале можност да отидат некогаш дури ни на одмор во Дојран и кога ќе отидат во друга држава ќе се сретнат со други луѓе, а тие се многу паметни, свесни деца за тоа што го среќаваат и го доживуваат, се враќаат преродени со многу нови искуства. Учат нови зборови таму, се радуваат дека пробале нов вид храна, се радувале дека имале искуства со нешто ново. Исто и знам дека училиштето за глуви имаат многу проекти со Еразмус. Знам дека училиштето Златан Стремец имаат Еразмус проекти. Дури факултети по специјална едукација, имено професорка Трошанска која што работи многу проекти за инклузија и за самите студенти по специјална едукација прави виртуелна реалност, игри со кои што ги обучува како да работат со аутистични деца. Така што Еразмус многу ја поддржува оваа заедница и тоа навистина се чувствува кај нас. Не е само овој проект, тоа сакав да го кажам. Инаку да се вратам на прашањето, нашата инклузија во Македонија за ошетен вид за слепи на ниво на ученици е во тек. Тоа е еден процес што никогаш не е ни започнат ни завршен, туку е во тек и трае веќе со децении, ќе продолжи да трае и еден од поддржувачите е токму Европската унија. Филип моментално каде што учи во Корчаген, физичката пристапност во тоа училиште беше направена токму со европски пари, со европски проект во кој што имаше поддржано над 100 училишта во Македонија. Неговото беше едно од тие и пред тоа да се запише, тој можеби не се сеќава толку, тој учеше во училиштето за слепи, негова иницијатива беше да промени малку средината, да види како ќе се снајде во редовно училиште. И го поддржав, заедно отидовме со него и со мајка му и првата работа што мене многу ми значеше кога влеговме во училиштето беше тактилни патеки. Леле, викам, Филип, види, тактилни патеки имаат исто како во нашето училиште за слепи. И така тоа ми беше една позитивна вест, потоа сватив дека има и други училишта така поддржани од ДЕУ, што е убав знак. Мислам дека треба да се користат овие можности, овие грантови и ние ги користиме. Сега во септември треба да одам на инклузивен форум во Финска, каде што ќе има представници од над 170 лица ќе бидат од многу држави од цела ЕУ
каде што ќе разговараме за наредниот 6-годишен буџет за овие проекти и ќе гледам да ги насочиме уште што може повеќе за оваа заедница, бидејќи навистина не се потребни средства. Додека нашите локални институции секој зборуваат за инклузија, но финансиите се мали, европските фондови секогаш биле наклонети малку повеќе од националните. Филип, кои се плановите за зиднина? Сега од септември ќе бидеш 4-та година во Корчаген, потоа Финки или? Потоа не знам. Имам размислувано, но или Финки, но ќе пробам да најдам смер каде што нема многу математика, бидејќи математика мене не ми оди. А ако не Финки, ќе размислам. Размислав да се да заменам во друга држава да студирам, но тоа се разбира не е лесно. Треба да се договорам со родителите, треба да добијам стипендија, треба да најдам школа и треба сам да живеам, што се разбира ќе предизвика проблеми. Освен Финки, имам размислувано за предавање во Димитар Влахов, училиштето за слепи лица, но немам баш конкретни планови за каде би предавал. Ако има некој предмет информатика, добро. Ако не, не знам. Има цела година да се одлучиш додека бидеш 4-та година во средно, баш интересно. Колку програмите што ги спроведува агенцијата придонесуваат за создавање на едно поинклузивно општество, директорке? Ова е веќе доказ од нивните изјави за тоа како се чувствуваат после Еразмус мобилност и после еден успешен Еразмус проект и сето она кое што да кажам го донели за своите лица овдека со посебни потреби, со тоа што самото тоа што го подигнуваме гласот, многу ми е драго, навистина сум почестена за тоа што можам да учествувам во вакви успешни приказни, онаму каде што треба да се подигне гласот, онаму каде што треба да сме најсилни и одлучни, учествуваме во тие процеси. Сето тоа навистина ни прави една убава приказна, успешна приказна во агенцијата заради тоа што сите овие средства кои што се наменати не само за ваквиот тип на лица со посебни потреби, туку се наменати, како што напоменав, за млади луѓе. Значи, апсолутно во делот на образованието многу придонесуваме, односно сите оние кои што сакаат да учествуваат во програмите и кои што се вратиле од Еразмус мобилност, апсолутно се враќаат како други личности. Им благодарам на соговорниците навистина за убавите зборови, бидејќи сето ова кој што го доживеале преку програмата и преку проектот кој што го остварувале, ова навистина е еден од поуспешните проекти во кој што го финансирал Националната агенција, ни дава повеќе мотив и повеќе поттик за да можеме да ги промовираме сите овие работи, за да ги приклучиме сите млади луѓе кои што сакаат и можат да учествуваат во програмата. Филип, ти посакувам многу среќа понатака заради тоа што можеш да преку Националната агенција да освариш некоја мобилност, еве како предлог, кога ќе бидеш студент, но пред тоа треба да се запишеш на студии во нашата држава за да може да имаш една Еразмус размена, едно уште поубаво искуство. Се надевам дека ќе аплицираш и ќе можеме да го поддржиме тоа искуство, заради тоа што повторно ќе биде една успешна и убава приказна која што ќе можеме вака да се пофалиме и да кажеме дека овие лица навистина се дел од нас и треба инклузивно да учествуваат во општеството. Така, мене навистина ми беше чест денеска да разговарам со вас и да имам можност на некој начин да ја подкрепам со оваа емисија свесноста кај граѓаните, па ето и да се приклучат на делот сесиите кога ќе има раскажување на приказни, да се вклучат со вас, со лицата со попреченост, лицата кои што имаат намален вид, да бидете сите заедно и заеднички да се раскажуваат овие приказни. Ана, Кристијан, Филип, ви благодарам што денеска бевте во Студио 10 и што разговаравме на оваа битна тема за македонското општество. Благодариме навистина за поканата од срце и благодарам што баш токму одбравме оваа успешна приказна да можеме да им ја предочиме на гледачите и ја охрабриме дека можностите и инклузивноста се навистина многу важни, посебно за кога се работи за европските средства и се наменати токму и за лицата со посебни потреби и за другите приоритети кои што ги има. Да, и јас да се заблагодарам и да ги упатам особено оние што се помлади, да ги следат нашите социјални мрежи,
бидејќи моментално имаме објавен повик за 10 дена треба да се случи еден тренинг курс во Крушево, така што има можности и да ни се приклучат и да нас запознаат непосредно, да се дружиме и да ги користиме благодетите на ваквиот вид програми. И Филип, ако сакаш нешто да каже за крај само? Па, јас само да ви се заблагодарам, бидејќи ја дадовте шансата да зборувам и да бидам овдека. И сакам да ви се заблагодарам, бидејќи ми дадовте шанса да зборувам околу себе си. Ви посакувам среќа со Erasmus проектот и се надевам дека следните проекти ќе бидат уште подобри од овие. Така, имаме размението контактите, остануваме во контакт што ви се рекло, и кога ќе имате нови проекти, нешто ново може да ме побарате и ќе направиме нов разговор. Ми благодариме. Така, фала ви уште на вас. Почитувани, да го завршуваме првиот дел од емисијата, идеме со кратки реклами, па се враќаме со вториот дел од емисијата.